Ако во минатото се сметаше дека Прилеп нема загаден воздух, поставувањето на првата мерна станица пред нова година го докажа токму спротивното. Иако таа е во фаза на тестирање и калибрирање, бројките, особено во вечерните часови, се катастрофални. Миле Грдановски, машински инженер, термоенергетичар, кој повеќе години се занимава со оваа проблематика, вели дека овие бројки, иако неофицијални, биле скоро точни. При непостоењето на струјење на воздух, Прилеп бил многу загаден. А Прилеп 70% од населението се затоплува со сурови дрва, исто онака како што се затоплувале пештерските луѓе, толку сме напреднале, значи, без разлика што уредите за согорување се менувале, меѓутоа загадувањето останало исто. За среќа оваа загаденост се расчистувала преку денот, доколку има ветар. Освен затоплувањето на дрва, главен загадувач се возилата и секако рек Битола. А рек Битола користи еден исклучително неквалитетен и јаглен што содржи исклучително висок процент на сулфур. Тој сулфур кога согори дава сулфурни оксиди кои што заедно со влагата прават сулфурна киселина. Значи во маглата, во смогот ние немаме вода, него имаме сулфурна киселина. Видете колку е штетно, значи, непостоењето на уреди за десулфуризација. Од Сдруженијето на астматичари заболени од ХОП Дишам слободно, вела дека загаденоста на воздухот ја чувствуваат особено во зима. Кога ќе дојде вечерните часови, јас не излегувам, знам дека е загадено. Ако излезам, не можам венче да радам, се заморувам и тешко им паѓа. Ќе биде загадено ептен, се чувствува. Ако ќе дувне малце така ветре, може да се разреди нешто. Според Градановски, ниту гасификацијата не би помогнала за намалување на загаденоста, бидејќи истата барала огромни вложувања во повеќе апарати кај домаќинствата. Единствено според него би помогнало изградба на заеднички топлани. Струмица има повеќе години гасифицирана е, има и гасна мрежа, а многу и државни, јавни институции се уште не се приклучени. Зошто не се приклучени? Затоа што треба да платат не само за приклучокот на гасоводот, него треба да го менуваат и системот на затоплување. Додека не се реши огромниот проблем со загадувањето, не само Прилеп, туку и цела Пелагонија ќе бидат загадени преку целата година.